Почитувани гледачи, некако полека, но сигурно стасавме до делот кој што ни е резервирана за разговор со гостин. Денеска на моје големо задоволство гостин ни е градоначалникот на општина Кавадарци, господин Александар Панов. Добро утро, добре дојдовте. Добро утро на вас и добро утро на сите што во овој момент ја гледаат вашата телевизија каде. Така, сакам да ве прашам најпрвен за сите оние културни збиднувања кои што се случуваат во Кавадарци. Знаеме дека Кавадарци е град со големо културно наследство и какви се проекти се планираат оваа година во доменот на културата? Па морам да истакнам дека јас сум еве и пријатно изненаден од фактот што Домот на културата од Кавадарци утринава го прочитав во еден дневен весник дека е прогласен од страна на Сдруженијето нивно на сите домови како најдобар за 2015, односно Дом на култура со најмногу културни настани. И навистина сум мошне горд на тој факт, покрај претходниот факт што Кавадарци кога беше град на култура се уште го има постигнато рекордот од над 400 културни настани во 365 дена. Некој квалитет и квантитет кој што мислам се уште не е постигнат од никој досега и претходно па и после тоа од кога го изгубивме приматот, односно нели титулата е само една година град на култура. И тоа ни беше еден вид водилка со тројцата директори во областа на културата да заедно со помош на локалната самоуправа, моја лична поддршка и поддршка на Советот да ја поддржуваме во секој поглед културата. И мислам дека ако од нешто навистина може да се биде задоволен како градоначалник, тоа е токму од трите институции кои што главно се на терет, финансиски терет на оперативниот буџет на локалната самоуправа, секако со мала помош и на Министерството за култура, во делот на артисти кои што тие ги плаќаат и во одреден дел во инфраструктура. Така што кога би давал оценка еве за делот на трите институции од културата, имаме еден музеј комплетно реконструиран и изграден нов музеј. Имаме библиотека на која што единствено што преостана од што не ги реконструиравме, тоа беа подрумските простории кои што ги адаптиравме за нивните потреби. Со помош на владата на Република Македонија го збогативме оној фонд или се дуплира тој фонд на книги и Домот на културата како носител на културните активности кој што во изминатите периоди и покрај тоа што беше носител и на главните манифестации како што беше Тиквешкиот Гроздобер, Свети Трифун и Дочек на Нова година и другите манифестации, сепак во неговите тековни работи успеа да ги заокружи и работите околу заживување на театарот, околу фолклорниот ансамбл, околу сите културни манифестации кои што се одвиваат таму, како и 3D киното кое што како прво или второ во Република Македонија функционира и покрај тоа што немаме доволен број на посетители. Така, го споменавте Тиквешкиот Гроздобер. Традиционално секоја година се одржуваше во месец септември. Минатата година чинам дека се одржа во месец август. Дали оваа година ќе се одржи во месец август или пак ќе се вратите на стариот термин во месец септември? Морам да појаснам уште еднаш за оние кои што беа изненадени од терминот. Минатата година се одлучив јас лично за месец август, затоа што август е месец со најмалце врнежи во Република Македонија, па и во Кавадарци. И видовме дека ја погодивме, барем од аспект на времето, и го погодивме работата. Наредниот викенд, односно во месец септември, имавме тмурни облаци, уште да не оддуваше. Така што мислам дека добро беше тоа што го поместивме датумот наназад, инаку наназад годините не го поместувале датумот, бидејќи во оние периоди кога 7 септември не паѓа во викенд. Значи тогаш одиме, најчесто одевме една недела покасно. Ова беше прва година кога одевме една недела порано. И оваа година ќе одиме порано, мислам дека викендот паѓа на 2 септември и мислам дека 2, 3 и 4, ако не се лажам сега, го немам календарот пред мене, ќе бидат датумите за Тиквешкиот Гроздобер оваа година. Да подсетам, символично одбележуваме тогаш отпочнување на берба на грозје и на некој начин го прилепуваме тој настан со 7 септември, а тоа е датумот на ослободувањето на Кавадарци. Така што почетокот на бербата на грозјето, кој што е секогаш и во август, некогаш не кореспондира со 7 септември, меѓутоа оваа година, еве за информација на целокупната јавност, датумот ќе биде
2 септември, 2, 3, 4 мислам. Така, има доста време до тогаш. Да, секако ќе се прецизира. Сите општини имаат културно лето, Кавадарци има културна есен. Чинам дека оваа манифестација се одржува во октомври или во ноември месец и нешто повеќе да ми кажете за самата манифестација. Па основната причина кога го правевме концептот со директорот Темков за оваа манифестација, која што и претходно се одвиваше, беше да на кавадарчани, односно на целокупната македонска јавност и културна јавност, односно културни консументи, да им понудиме нешто поразлично од сите други градови. Нели сите други градови имаат културни лета, меѓутоа рековме дека кавадарчани во лето работат, а во есен ги берат плодовите од својата работа и сосема логично беше да кога е најголемиот ек на гроздобер и на завршните работи, односно кога на луѓето умот им е само во лозијата и во работата, да не им понудиме култура, затоа што немаме консументи. Меѓутоа есента е вистинско време, нели и зимото, ние го продолжуваме, тоа е само символика, нели, на културна есен. Ние не сме застанале цело време со културни настани. Прочитав дека минатата година снимале 180 настани, така да тоа би значило некаде секоја втора ден културен настан. И мислам дека тоа е вистинското време на кавадарчани, исцрпени после нели јакото лето, завршената или бербата или периодот кога се остава комињето да преврие, да им понудиме малку култура. Така, паралелно со развојот на културата во Кавадарци, вие во 2015 година допринесовте доста и во развојот на образованието. Дали и оваа година ќе се планираат некои нови проекти што се однесува нели во образовниот процес? Па оваа година мислам дека во делот на образованието како надлежност на локалната самоуправа ќе завршиме со сите потреби кои што се како инфраструктура за училиштата. Неодамно отпочна реконструкција со помош на средства од Министерството за образование на основното општинско училиште Гоце Делчев. Тоа беше последен зафат, односно промена на кровот и се уште трае таа промена на кровот, со што би означиле комплетна реконструкција на ова училиште, кое што минатите години со помош на владата и со наши средства од оперативниот буџет успеавме да комплетно го реконструираме и буквално да ја смениме сликата за тоа училиште. Во изминатиот период исто со помош на Светска банка, донатори и локалната самоуправа интервениравме скоро во сите училишта за да придонесеме да имаат убави услови за учење учениците и за работа на наставниците и професорите. И мислам дека со овие последни средства кои што ги земавме како кредит од Светска банка во висина од ги планиравме на 40 милиона денари, меѓутоа еве последната моја информација е дека 24 милиона е понудата на најповолната понуда, така што заштедивме и 16 милиона, а добивме реконструкција комплетна и доградба на гимназијата Добри Даскалов, односно реконструкција на кровот и доградба на 8 кабинети, реконструкција на кров на средното општинско училиште Киро Спанџов Брко и интервенции во кровот и во парното грејење на основното општинско училиште Тоде Хаџитефов. Така што со овие зафати, буквално кажано, сите воспитно-образовни институции, вклучително и градинките во градот ќе бидат комплетно реконструирани. Нешто што ни остана како зафат е да интервенираме во подрачното училиште во селото Возарци. Имаме иницијатива овие денови од директорката на подрачното училиште во селото Сопот, каде што во догледно време треба да интервенираме. И нешто што си го зедов како обврска, тоа е старото училиште во селото Марена да во висина од 2 милиона денари кои што ги имаме одобрено во буџетот да почнеме со реконструкција и на старото училиште во селото Марен. Што се однесува за градинките, општина Кавадарци се сочува со недостаток на градинка. Дали може би оваа година ќе има изградба на некоја нова градинка? Нема да биде тоа нова градинка. Во минатиот период, односно минатата година се трудевме да добиеме нова локација. Таа локација е многу блиску до една друга градинка и нешто што беше најбрзо да можеме да го завршиме, а и цената на изградба на нова градинка беше негде на 20 милиона денари. Минатата година, кога вице-премиерот Ставревски беше во Кавадарци, го замолив да некои од објектите во сопственост на владата на Република Македонија бидат отстапени,
морам да признам дека експресно за непол месец дена помина одлуката на влада и дел од старата лабораторија во делокругот, односно во кругот на ЈЗУ здравствен дом ни беше доделена како локација. Усвоивме буџет од 7 милиона денари за нејзина реконструкција. Пред неколку денови имав состанок и со дел од менаџерскиот тим на Дрекселмајер, кој што ветија во минатото дека ќе донираат во нејзиното опремување и заедно со Министерството за труд и социјална политика очекувам оваа година да ја реконструираме оваа зграда, ја адаптираме за потребите на децата и да таму сместиме оваа година нешто над 100 деца. Или претходно, минатата година обезбедивме простор за 50 деца во селото Ваташа. Така што со овие 100 деца мислам дека ќе ја ублажиме состојбата со недостиг на детска градинка и ќе се посветиме малку помирно и подолгорочно на нова локација за да конечно го решиме овој проблем. Кога станува збор за пристапот во институциите за инвалидизирани лица, Кавадарци е пример со многу реални проекти, докаде е стасана изградбата на лифтот. Па лифтот, како што видов визуелно, бидејќи од таму влегувам и излегувам во зградата на општина Кавадарци, веќе е готов. Не е во функција, односно не е ставен во функција, затоа што нели оние дополнителни работи околу дворот и околу самиот лифт не се довршени. Меѓутоа очекувам почетокот на наредниот месец да го пуштиме во употреба. Тоа секако го правиме со Вардарскиот плански регион и со донаторите, бидејќи нели додека не кажат тие, ние не смееме нешто да пуштаме во употреба затоа што нивни се и финансиите. Меѓутоа покрај тоа морам да спомнам дека и ние како локална самоуправа заедно со донаторите, UNDP преку Вардарскиот плански регион правиме и пристапни рампи во некои од основните училишта. Од нашите средства правиме исто така пристапи до сите институции, јавни институции во градот и целта ни е да оваа година, 2016 година, не постои институција по надлежност на локалната самоуправа која што нема да има вакви помагала, кои што пред се во правец на подобрување на пристапот или овозможување на пристап до сите јавни институции на лица со посебни потреби. И тука морам да спомнам уште еднаш дека минатата година дониравме како општина оние електронски колички заедно со Ротари клубот од Кавадарци. Минатата година дониравме 4 броја. Се надевам дека и оваа година ќе биде бројот исти да им помогнеме на оние лица кои што имаат и финансиски проблеми, меѓутоа имат и поголем хендикеп за да можат малце и подалеку да отидат со оваа електронска количка. Така. Продолжува ли соработката со невладиниот сектор? Па со невладиниот сектор имаме континуирана соработка и поддршка од страна на локалната самоуправа со самото тоа што имаме одредена количество на финансии кои што секоја година им го доделуваме нив. Мојата борба и моето убедување е дека ние не можеме комплетно да ги финансираме овие невладени организации во градот, затоа што неминовно после тоа ќе би следела логиката дека со тоа ги контролираме. И токму заради тоа секогаш им потенцирам дека ова што го даваме како локална самоуправа треба да го сватат како ветер во грб или како една мала финансиска поддршка за да си ги остваруваат дел од потребите на нивните проекти. Сепак поголемите финансии треба да ги обезбедат од донатори кои што немаат никаква политичка позадина и мислам дека тоа е вистинскиот и европски пат кон креирање и поддршка на невладиниот сектор. Нешто од што отскокнуваме како општина е тоа што Кавадарци со помош на Вардарскиот плански регион и помош на владата на Република Македонија во Кавадарци веќе инсталира НВО центар. Тоа се неколку канцеларии за кои што сега се бориме да ги опремиме, а кои што во наредниот период ќе бидат доделени по пат на конкурс на најактивните, најбројните и невладените организации кои што имаат најмногу проекти во изминатиот период. Така, што се однесува во делот на инфраструктурата, дали оваа година ќе се планираат изградба на некои нови патишта или пак влезови да работите нешто повеќе на влезовите во општина Кавадарци? Па оваа година ќе работиме најмногу на влезот на најфреквентниот влез од Кавадарци, комплетно покриено со буџетот на локалната самоуправа. Пред ден-два помина и тендерот за влезот од кај Мак Петрол до новиот кружен тек. И мислам дека кавадарчани сега се надевам дека нема тоа да биде
околу изборите, кога имаме големи кампањи, можеби ќе почнат работите, меѓутоа сепак се работи за најфреквентен влез за кој што мора малку предпазливо да почнеме и да тргнеме, затоа што со тоа би ја оневозможили една голема фреквенција на автомобили и на камиони. Исто така чекаме разведрување, односно управување на времето да оној кој што го доби тендерот на локалниот пат од Бохула кон Крњево да почне исто така со негова реконструкција. Тоа е, мислам, во должина од околу 4 километри. Интензитетот на работите околу продолжување на проектот за кејот на реката Луда Мара веќе е во тек. Имаме интервенција во неколку селски местни заедници, тоа ќе го продолжиме таму каде што имаме бекатон, бидејќи во овој период на ниски температури и затворени асфалтни бази нема да можеме повеќе да асфалтираме. Во градот за жал ни остана една улица, голема улица која што само ја изгребавме па фати невреме и еве ни остана, чекаме првото отварање на асфалтна база да истата ја асфалтираме. Така што мислам дека непречено во зависност од финансиските кондиции на локалната самоуправа си тече оној процес на комунална изградба, а да потсетам, односно да ве запознавам и тоа дека процесот на комунална изградба е процес кој што е плод на едно демократско одлучување на сите активни чинители и председателства на урбаните и местните заедници во градот, кои што се појачени со моје лично присуство во тие урбани и местни заедници и со слушање на нивните потреби, а потоа инкорпорирање во комуналните програми, кои што се од почеток на оваа година, па и од минатата година се уште се реализираат, а со почеток на оваа градежна сезона ќе почнеме да реализираме програмата за 2016 година. Така. Дали продолжува соработката на општина Кавадарци со збртимените градови? Па тука имаме еден континуитет на соработка со збртимените градови. Дури еве пред малку кога зборувавме, ќе заборавам некои од градовите, меѓутоа Кавадарци има многу побратимски градови, да, во Бугарија, во Србија, во Хрватска, во Црна Гора, во Босна и Херцеговина, во Турција. Имаме пријателски односи и со градови или еден голем град од мислам дека е над 1 милион жители, тоа е градот Саратов во Русија. Сега има иницијатива една општина која што најверојатно ќе биде на посета сега на 14 февруари во Кавадарци. Тоа е една од поголемите 3 општини во Ниш, а Ниш, да потсетаме, град од над 500.000 население. Така што ја имаме таа поддршка, гледаме да и се трудиме и во изминатиот период таа поддршка некако да ја трансформираме освен на културна, да биде и на стопански план. Тука морам да истакнам една од најскорешните побратимувања, тоа беше една од општините во Измир, Турција. Фактички тоа е целата индустријска зона на Измир и очекувам да имаме побогата и голема размена токму на бизнис планот. Во тек се одредени подготовки за посета на регионалната стопанска комора во Измир, така што мислам дека тоа се исклучително добри можности да тоа што значи стопанство на општина Кавадарци и целиот регион да биде пренесено во Турција или во еден од, мислам дека е втор по големина после Истанбул или Анкара, така. Па трет по големина е Измир град во Турција, град кој што има над 5 милиона население и мислам дека е вистинска можност да се најдат одредени можности за деловни соработки. Така, на крај сакам само уште да ве прашам како функционира спортот во Кавадарци. Па мислам дека имаме стабилен спорт и покрај тоа што имаме одредени несогласувања кога е во прашање масовниот спорт и професионалниот спорт. Луѓето сепак или оние кои што се пасионирани навивачи или пак спортисти сакаат професионален спорт. Тука дебне е опасноста, како што беше во кошаркарскиот клуб Фени Индустрии, да од цел тим имаме само еден човек од Кавадарци, па да луѓето кои што се од кошарката побараат формирање на нов клуб во градот. И меѓутоа во оваа прилика би кажал тоа што е моја филозофија, што е моја политика, која што не мора да му се свиѓа на секого, односно не мора да кореспондира со сите. Мојот поглед и при формирањето на Сојузот на спортови, кој што е една алатка преку која што доделуваме
пари, финансии до сите спортски клубови, односно до оние кои што им се потребни тие. Сигурно дека тоа не се однесува на кошаркарскиот клуб Фени Индустри, кој што има стабилно финансирање. Мојата филозофија беше и тогаш и сега да што е можно повеќе наши млади луѓе се занимаваат со спорт и преку откривањето на тој талент тие потоа преминат во повисоки клубови, во клубови кои што имаат повеќе финансии, кои што можат да ги финансираат и со тоа да обезбедиме одржливост и за клубот и за самиот талентиран спортист. Идејата е да се занимаваат со спорта, не со безделничење и со некои пороци кои што за жал последните 20 години не само во Кавадарци, туку во многу градови влегоа и наместо да се занимаваме со отварање на метадонски центри и центри за рехабилитација, мислам дека е подобро да тие пари ги вложиме во инфраструктура, како што најавувам јавно дека ќе почнеме со тендерирање на реконструкција или делумна реконструкција на стадионот во Кавадарци. Ова година обезбедивме скромни 2 милиона денари за да го реконструираме. Морам да истакнам дека Кавадарци е прва општина која што еден одземен стадион го врати во сопственост на локалната самоуправа. Тоа претходно беше и со градскиот базен. И мислам дека тоа е вистинскиот пат да вложуваме во спортот, да вложуваме во нашите млади, а потоа тоа да ни се врати преку млади кои што се работоспособни и корисни членови на општеството. Така, јас ви благодарам многу на денешното гостување, ви посакувам многу успех и секако многу реализирани проекти. Благодарам и на вас.